Се наоѓаме пред жилиштето на крокодилите Ганчо и Кристина Ганчо, вчера направи инцидент, односно се избега од своето живеалиште. Кажи ми како дознавте дека избега крокодилот? Добро, ние редовно правиме секоја се бале проверка на животите, значи се проверува бројно по состојба се проверува, значи дали се здрави, дали се добри, значи како поминале ноќта. И значи од неговото што што работи тука што ми се јави мене, ми пријави дека ни фали крокодилот. Кај го видел? У суштина. Па со суштина се го барал Уштина што таму си го барал во живалиште наш, ама не може тоа да го најде. После направивме не мала потрага да го најдеме каде е, да видиме, го баравме дуга каде и што после се лоцира дека искочил од самото живалиште и го најдовме во езерото општо тука близко од Да не прилипал градата или од дола излева? Па не ја прилипал градата, него направил дупка сега малку дотраена, да, тука дотраена малку градата, малку оштетена од нашите посетители, и он си направил дупка, тука искочил по моја прошетка. Се така да ние после се направивме, одма се организиравме сите. Мислам што имаме екипа, па за таа намена, тога се блокираше зоолошката, се блокираше теренот. Додека не се фати животното, него, да сега си е дома и сега правиме поправки на оградата. Ти си долги години зоонеговател и ветеринарен техничар во зоолошка. Ова не е единствен пример на животно што избегало од сега од зоолошка. Кажи ми колку до сега имаше примери? Па имаме неколку примери сега. Ние работиме со животни, нормално во наводници да се деси, да ни избега животните, дали во Скопска зоолошка, дали во други зоолошки, во светски зоолошки, во големи рамки се случува. Сега дали од некој невнимание, дали од некоја ограда, дали тигар избега животните се интелигентни. Мислам во Лос Анџелес избега тигар, во Парадијаза исто избега нилски коњи, така се случуваат. Нас сме имали неколку случаи, сме немале многу, некој се случува мајмунче да искочи некој надвор, па си правиме потрага да го вратиме. Дали си на козорозите што избега и дето гледавме во Рамстор, па другото го бркавме во аеродром кај МЗТ? Не, истиот беше тој, што го бркавме од Рамстор преку аеродром, и го фативме кај салата МЗТ. Тога се успа, па со пушка, па со успивање и се донесе дома. Беше директор Атанас Петров, имаше и антилопи што избега во паркот, сеќаваш? Дик антилопи, малите? Да, малата антилопа, оние со малите заби. Што тие беа нови животни, тогаш не ги донесоа, и уште не беа адаптирани на живелиштето и пак е виновна оградата. Се разбија. Па да, у секој случај, мора да се прави проверки на големината, па на дупките, па на самата мрежа и пенсионална состојба. Аш каква оградата? Се помина во најдобар ред на крајот, бидејќи навистина имаме обучена екипа која што го залови успешно, го слушнавте и Сашо кој што долги години се грижи за него и навистина со љубов го фати Ганчо. Како го фативте? Буквално таму во езерцето Сашо влезе, си го ризикуваше животот, влезе и го собра Ганчо со како се вика тоа сега, јас не се разбирам точно јамка ли како да го нарекуваат. Беше тоа навистина секој што треба. Јас барем сум активист за животни, сигурно прва ќе се побунев доколку не беше крокодилот фатен како што треба. Со специјална екипа се донесе назад во транспортер во живеалиште и ете го сега заедно со Кристина си уживаат. Што треба да прават граѓаните ако видат крокодил на улица? Па не верувам дека ќе го видат во скоро еднина, додека барем ние сме овде. Агресивен ли е кога е надвор од вода? Воопшто не, зборам за нашиот крокодил овде, беше навистина миран и секогаш кога сум го видела си седи миран, за разлика од неговата партнерка Кристина која што е малку понемирна. Гањо е доста миран и питом, сигурно сум дека Сашо од малку има така научено.